По 10.000 евра и за наредната година са планирани во буџетот на Министерството за земјоделство за млади земјоделци, кои ќе аплицираат за мерката 112 од ИПАРД програмата. Министерството за земјоделство денеска потврди дека апликациите ќе бидат изготвени откако ќе се дефинираат сите критериуми за барателите. Средствата од оваа мерка се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво, и тоа најмногу на 3 рати. Подршката е условена со задолжително исполнување на предвидените активности од деловникот план за мерка 112. Од неповратни 10.000 евра за млади земјоделци и наскоро ќе следи подпишување на договорите со оние земјоделци кои што ги имаат исполнето условите. Би сакала тука да напоменам дека оваа мерка е од исклучителна важност за модернизирање на земјоделството, за воведување на нови технологии, за развој на руралните средини и крајно за спречување на миграцијата село-град. Иако од година ќе бидат одобрени нови средства за млади земјоделски производители, сепак експертите сметат дека механизацијата со која се работи на терен е застарена, па ќе мора да се размислува и за обнова на истата. Па видите, располагаме по терен со доста застарена механизација, кој што нашиот земјоделски производител доста има трошкови околу обработката и припремата на површините за сеидба. Што значи неопходна е замената на таквата механизација. Затоа се нудат таквите мерки кои што им овозможуваат на земјоделските производители да смогнат сили, да пониски средства, за помалку средства дојдат до таква механизација. Што значи со набавката на таквата механизација по пат на програмите кои што ние ги припремаме како Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, техничките предлог проекти, деловните планови, значи да може да аплицират и да дојдат до таква механизација со цел да ги намалат трошковите околу нивната обработка и употребата при обработката и одржувањето понатамошно во текот на вегетацијата. Еден барател може да поднесе само едно барање за една мерка или најмногу 2 барања за користење на подршка по различни мерки, земајќи ги предвид и останатите мерки од програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2018 година.